Квалитетот не бара публика, тој бара верност. А верноста, на крај, е единствениот вистински стандард. Свештеникот. Горчината поради лошиот квалитет останува долго откако ќе се заборави сладкиот вкус на ниската цена. Бенџамин Френклин. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска ќе зборуваме на една многу убава тема со својот наслов квалитет. Многу луѓе имаат интуитивна представа за што е квалитет, веројатно која што е изградили искуствено. Значи низ животот оделе и искусувале, се обидувале да направат некои работи, разноразни други луѓе или во книги им кажувале што е квалитет однесување, што е квалитетна облека или квалитетно возило, што и да е. И си направиле некој интуитивно спознание за тоа што е квалитет, како поим, како концепт. Меѓутоа, мислам дека повеќето луѓе не поминуваат многу време во истражување на техничката или концептуалната дефиниција на што е квалитет. И тоа е и целта на нашава емисија денес. Значи, да го разјасни самиот поим, нормално не само технички или концептуален аспект, туку и од духовен, морален, општествен, технички, естетски. Значи, да го разјасни овој поим со цел вие, драги наши следачи, да имате подобра идеја за што е тоа квалитет, со цел да можете да ја примените истата во својот живот и да си го подобрите животот. Впрочем, тоа е целта на Беседа. Така ли е, свештениче? Така е. Јас би сакал само да дадам една кратка општа дефиниција, односно одредба на тоа што е квалитет, како поим, од каде доаѓа, неколку примери да дадам и потоа ќе му дадам збор на свештеникот. Значи, во моето разбирање на квалитетот, на кратко, со една реченица, квалитет е степен или процент на поклопување со некаков идеал или стандард. Вообичаено тој идеал или стандард е изразен во позитивна, значи нешто позитивно кое што се обидуваме да го постигнеме. Но некогаш може да биде изразен и во негатива, тоа ќе видиме кај човековите права, каде што стандардот е не прави тоа или не прави она. Од аспект на од каде доаѓа самиот збор, самото зборообразение, зборот, односно изразот да квалитет, потекнува од латинскиот збор qualitas, кој го вовел, замислете, римскиот филозоф Цицерон во први век пред нашата ера, како превод на некој старогрчки поиотис израз, кој што постоел претходно, кој што доаѓа од појас, што значи каков вид или од каков вид. Значи во суштина qualitas, односно квалитет, означува каковост, односно суштината на нешто, какво е нештото. Не колку е, не каде е, туку какво е. Потоа овој збор нормално се користел преку стоиците и преку христијанството навлегол во општата култура, во Римската империја, па во Византија и така натаму, а потоа навлегол во старофранцискиот квалите во 12 век, тоест не претходно, а во 12 век навлегол во средноанглискиот јазик, околу 1300 година, и првенствено се однесувал на темперамент или карактер на личност. Значи, се однесува во однос на личните својства, а потоа се проширил на општи својства, одлики и степен на извонредност. Значи, така, тоа е еволуцијата на значењето на зборот и како навлегол во различните јазици. Со тоа што е сосема возможно, заради тоа што Македонија е една од двете територии кои што најдолго време се под Римското царство и Византија и така натаму, сосема возможно кај нас директно дошол тој израз, а не од Франција или од Англија, од кај бил. Сега, значи, повторно, квалитет, степен на поклопување со некаков идеал или стандард. Да кажам неколку примери. Например, во технички области. Имаме квалитет на челик. Идеалниот челик, односно стандардот за челик, вака, прво, идеалниот челик е тој кој што никогаш не раѓосува, кој што е бескрајно цврст, кој што никогаш не се крши и така натаму. Значи ги има овие одлики. Сега, квалитетниот челик се одразува преку тоа колку се поклопува со овој идеален челик. А стандардот за челик може да е поставен некаде во некој разумен степен на поклопување со идеалниот челик. Например, да издржи толку и толку тони притисок или да не се раѓосува
20 години или така натаму и така натаму. Да има толку и толку процент на јаглеродни атоми во себе си и да бидат распоредени во ваква решетка или таква решетка, на ваков начин или таков начин. Значи, идеалот е идеалниот челик. Стандардот е оној кој што го прави некој челик кој што е произведен, дали е доволно добар или не за секојдневната или доволно добра употреба да се градат згради или што и да е, или летала, каде што стандардот е многу повисок, и челикот кој што е во пракса, кој што го имаме, кој што фабриката го произвела, се поклопува толку или толку во однос на идеалот и во однос на стандардот. И во однос на тоа се мери колку е квалитетен тој челик кој што е произведен. Во моралот и во етиката, например, имаме одреден стандард, например 10 заповеди Божји, и сега колку ги следиме тие, толку сме квалитетни како човек во однос на Стариот Завет. Или го имаме примерот на Исус Христос, кој што е еден вид на теорија за совршениот човек, за најморалниот човек, за најквалитетниот човек. И сега колку се поклопуваме со тоа што Исус го проповеда и со тоа што го прави, како се однесува, толку повеќе сме квалитетни како човек од аспект на христијанството. Или имаме други стандарди во моралот и етиката и така натаму. Во естетиката имаме совршени форми, имаме, нели, контраст, размери, соодноси, златниот пресек и така натаму, симетрија, однос на бои, поклопување на палети на бои и така натаму. Значи, сите тие одлики имаат некоја идеална состојба. Совршеност на поклопеност на бои, совршена симетрија, совршена форма. Ќе зборуваме и за платонизмот, за неплатонизмот понатаму. И сега, колку некое дело или некое создание се поклопува со овие одлики, толку е поквалитетно од аспект на естетика. Имаме квалитет во биологија и генетика, имаме квалитет во моралот и етиката, во општествените области, имаме во правото, во практично сите области човечки и нечовечки имаме квалитет. Да не ги разглавам примерите за сите, само да кажам уште една работа, да ја спомнам, човештвото, ние луѓето, сме создали цела меѓународна организација за стандарди, ИСО, која што идејата е, или целта нејзина е, да одржува, да воведува стандарди во различните сфери на човеково делување и создаваштво, со цел да се поклопуваме и да знаеме во однос на тие стандарди на кај се движиме и што е квалитетно, што не е квалитетно. И ИСО е една од најнеутралните организации човечки, барем по моето искуство, и супер што е така, бидејќи ако во самата ИСО организација почне прашањето да има релативитет од аспект на колку е долг еден метар или колку е тежок еден килограм, тогаш целото човештво ќе се распадне, заради тоа што ако авионот кој што е произведен во Германија 1 метар е пократок него авионот кој што е произведен во Франција, тоа значи дека, нели, деловите кои што ќе бидат произведени ќе бидат различни, па кои ќе се спојат, ќе направат катастрофи и така натаму, значи од тука е битноста да стандардот биде поставен многу неутрално, да биде поставен многу стрикно, а потоа и самото следење на стандардот, односно квалитетот на производството, да биде многу стрикно и да се обидува да го следи стандардот до буква. Да се обидува, тоа значи дека ќе успее. И во однос на колку ќе го следи, значи колку ќе биде квалитетен некој производ или однесување. Ете, тоа е мојот вовед за квалитетот. Значи, на кратко, квалитет е степен на поклопување со некаков идеал или стандард. Тоа би сакал да го кажам за почетокот, а сега одиме со свештеникот. Повели свештениче? Ти благодарам, процесоре. Всушност, онаа организација која што ги утврдува метрите и која што ги утврдува стандардите за мерки е базирана на наука и поради тоа е доста отпорна на политика и отпорна на влијание такво. Меѓутоа, добро е што го спомна тоа, бидејќи гледаме дека политиката секаде сака да ги пушти своите пипци, па и во науката, како што успеала и во религијата и така натака. Значи, политиката е еден вид на паразит, демонски паразит кој што само сака да ги бутне своите пипци во сите чисти начини на функционирање на живење кои што ние сме ги создале или кои што ни биле на некој начин спознати. Трагичното е што ако успее да се умеша, како и во секоја организација, ако успее да се умеша и во меѓународната организација за стандарди, тоа ќе биде почеток на крајот на таа организација и ќе почне да се распаѓа довербата во нејзе, а со тоа ќе се изгуби релевантноста, веќе нема да биде битна. Апсолутно, и можеме да видиме дека и тоа пробуваат многу пати да го направат
преку готово од Америка, кој што сака да го наметне својот империјален стандард, кој што е застарен стандард, мислам, се базира на стапки, на лакти и така натака, на милји кои што беа изведени од некои римски стандарди за колку може некој војник да маршира. Така е изведена милјата. Војската колку ќе измаршира за еден ден или за еден, не за еден ден, за еден час, предпоставувам, колку може да измаршира, и тоа они го нарекле миле и после тоа станало майл. Да, веројатно миле од 1000, може би 1000 чекори да направи нешто, кој го знае. Да, најверојатно нешто така. 1000 чекори, која дистанца ќе ја направи еден римски војник со 1000 чекори, и така станало тоа миле и после тоа майл. Американците си го земале, меѓутоа нема, тоа е одредена мерка која што не може да функционира, мислам, може да функционира, меѓутоа не е како што треба во однос на светската наука. Додека пак 1 километар е многу подобар, затоа што тој е спој од 1000 метри, кој што па исто така е спој од 1000 сантиметри и така натака. Меѓутоа да се навратиме на темата, ти даде многу добар вовед. Всушност тоа што го кажа е дека квалитетот е степен на усогласеност со еден стандард и дека како и кај секој производ, така и кај човекот, квалитетот е една поголема или помала близина до она што треба да биде. И сега, како што секој производ си има своја намена, си има свој стандард, си има своја несовршеност, или можеме да ја наречеме толеранција за грешка, така е исто човекот. Колку е повисок стандардот на еден производ, толку тој подобро ќе функционира, подолго ќе трае, ќе создава помалце грешки или нус продукти, отпад, што и да е, а колку неговиот квалитет е понизок, неговата намена ќе биде помала или потешко ќе може да се постигне неговата намена и неговата толеранција за грешка ќе биде многу голема. Значи, ќе прави многу грешки. Нема да биде она за кое што е наменет, нема да биде постигнато во целост. Биде многу малку постигнато и така натака. Истото важи и за човекот. Според мене, сега тука нели мораме да дефинираме која е човековата намена, и сметам дека секој човек, секој интелигентен човек во себе има одредено чувство, ама исто така и идеја за тоа каква е човековата намена. Кои се работите што треба да се постигнат или кој е начинот на живење, начинот на однесување на еден човек. Јас уште од порано ги имав овие работи размислувано и пробав да ги категоризирам, бидејќи секогаш сакам да ги категоризирам работите. И она што успеав да го направам направив 4 човечки столба, да речеме, или 4 столба на човечкиот живот, кои што исто така можат да се наречат и намени, намена на човекот. Моите столбови се столб на духовноста, столб на здравието, столб на љубовта, тука спаја семејството, пријателите и така натака, и столб на животниот повик. Тука спаја работата, спаја правењето пари, создавањето, грижата за другите, зборам за финансиска грижа, па и физичка. И колку еден човек е доследен до овие 4 аспекти на животот, значи колку повеќе се грижи за духовноста, сега духовност не мора да биде секогаш религиозност, кај некои луѓе тоа се задоволува со религијата, кај некои се задоволува со грижа за својата психа, self-help и така натака. Кај други луѓе се задоволува со поезија, задоволува со наука, различно, меѓутоа секогаш мора да има еден таков столб каде што се грижиш за својата психа, не затупуваш. Потоа има столб на здравието, значи мора да се грижиш за своето здравје, бидејќи дел од твојата намена е да бидеш жив. И како тоа, еден аспект од твоето постоење, од тоа, оно што треба да го направиш во животот е да се одржиш себе си здрав и жив. Потоа, љубовта, значи една од намените на човекот е да создаде свое поколение, меѓутоа исто така и да создаде пријатна атмосфера околу него. И заради тоа тука доаѓа столбот на љубовта, на семејството, на пријателите, каде што тој создава конекции, меѓутоа тие конекции не се само себични за себе, туку тие се и за да им помогне на своите пријатели, да им помогне на своето семејство, да даде љубов, да даде пријатни чувства и исто така да создаде и семејство, да продолжи човечкиот род, човечкиот вид. И на крај столбот на животниот повик, бидејќи покрај сите овие други столбови, сепак
постои една лична намена, а тоа е да се самореализира, се оствари, да се оствари во светот, во материјалниот свет, колку и да звучи тоа лимитирано. И тука спаѓа работата, тука спаѓа правењето пари, создавањето одредена финансиска безбедност за себе и за другите. Така да можеме генерално, сега нормално, кај секој човек има разлика во својата намена, која што он сам си ја одредил, меѓутоа сметам дека горе-доле кај еден интелигентен човек, овие 4 работи треба да бидат интегрирани, секогаш овие 4 работи мора да ги има и тој може да си додаде нешто плюс, меѓутоа сметам дека секогаш ова треба да биде основата. Ова е таа генерална основа за што би значило човечки квалитет. Значи Свештениче, ти практично викаш дека ова треба да му е стандардот. Па да, јас велам дека ова треба да е стандардот на живеењето. Ова се одредени насоки во животот кои што треба да се грижи човекот. Се друго би било долгорочно штетно и долгорочно недоследно до човечката намена. Бидејќи, еве, ајде да видиме, ако човек не се грижи за својата психа, тој затупува, станува отровите и отпадот од секојдневното живење се трупа во неговата психа, во нашиот мозок и тој не спречува да функционираме нормално, неполни со трауми, со стресови и така натака, и тоа е исто како миење заби, тоа е исто како бањање. Значи ако не ги измиеш своите заби долго време, тие се расипуваат, стануваат нефункционални. И така е и со умот. Ако не го чистиш, ако не се грижиш за својата психа, својот дух, тој ќе стане нефункционален. Тоа можеме дори да го кажеме дека е во столб на здравието, меѓутоа е сосема посебна дисциплина. И така и за сите други. За здравието, за љубовта, правењето пари, работата, кариерата. Значи, исто како што можеме да земеме еден продукт и да видиме дека доколку ние потрошиме помалце пари за да го купиме тој продукт или помалку вредност вложиме во тој продукт, на почеток може да се чини дека тој краткорочна ефикасност ме постигнале, меѓутоа долгорочно ние сме нанеле штета, бидејќи долгорочно тоа е штета. Бидејќи ти треба после тоа да потрошиш истите пари, на македонска поговорка сиромашниот плаќа 2 пати, секогаш повеќе плаќа. И тоа е така затоа што секогаш се грижи да даде помалку пари на почеток, меѓутоа тоа секогаш се враќа наназад на крај како штетна инвестиција. Меѓутоа, доколку се избере квалитет, секако тој квалитет мора да биде и разумен, значи не само најдоброто да се купува секогаш, бидејќи паричната вредност не е секогаш квалитет. Меѓутоа, самиот квалитет никогаш не е луксус, бидејќи тој ти штеди енергија, ти штеди време, ти штеди страдање и така натака. И така и со човечкиот живот. Доколку не се грижиш за твојата намена, за твојот стандард, може да имаш некои краткорочни среќи, ако не се грижиш за здравието, ќе имаш краткорочно задоволство, ќе јадеш хамбургери, ќе пиеш сокови, ќе ти биде убаво, меѓутоа тоа кратко ќе трае, ќе стигне одредено време кога ти ќе треба после тоа многу голема штета и многу големо страдање да издржиш и да истрпиш, бидејќи ќе се разболиш. Истото и со љубовта, ти може да имаш брзи врски, да имаш многу секс, без конекција, без љубов, меѓутоа кога ќе дојде времето, тоа ќе се врати и ќе бидеш осамен, ќе бидеш психолошки истрошен, духовно истрошен и така натака, нема да имаш семејство. Со животниот повик исто, и со духовноста исто. Значи, тоа се одредени карактеристики кои што треба да ги мислиш пред време и да вложиш во нив енергија, да вложиш време, за да може твојот живот да биде квалитетен. Затоа што ако не вложиш време, не вложиш енергија, твојот живот нема да биде квалитетен. И ти нема да бидеш квалитетен како човек. Свештениче, многу ми се допадна твоите 4 области, еве да ги наречам, кај што еден човек, кој што ги наведе како стандард, по кој што еден човек треба да ги работи и по кој што треба да се мери себе си колку е квалитетен и колку е квалитетно живее во животот. И токму е тоа и мојата идеја за квалитет. Јас ги имав различно поделено, меѓутоа оваа твоја поделба може да е подобра, треба да размислам. Зборам за она упатство што го работам и може да е подобра оваа или некако да ми ја промени мојата. Многу добра перспектива ми отвори дека можат и вака да бидат поделени, тоа сакам да кажам. Мило ми е. Сега, многу убаво што го спомна ова за дека можеш привремено да живееш неквалитетно, меѓутоа потоа ќе треба да трпиш страдање, треба да трпиш негативните последици од живењето неквалитетно. И второ, дека треба да бидеш насочен секогаш кон квалитет. Оно што го спомна за
дека сиромавиот плаќа 2 пати и дека кај нас многу често се случува да луѓето сакаат да платат супер ефтино или поевтино него ли што треба за потребното ниво на квалитет и после тоа се чудат зашто работите не им функционираат и така натаму. Значи, тоа што луѓето се збуниле. Ти секогаш треба да одиш кон максимизација на квалитетот, а минимизација на трошокот. Нормално. Значи, постигнување на максимум квалитет за минимум трошок. Меѓутоа, тоа што луѓето го немаат е што немаат стандард. Доволно висок стандард кој што ќе им овозможи да максимизацијата на квалитетот да го помине тој стандард или да го исполни барем до него, а потоа да разгледуваат околу трошоците. Значи, првенствено е квалитетот, првенствено е насоченоста кон квалитет, а потоа е насоченоста кон трошоци. Например, многу често го спомнам еден пример на еден таблет кој што ги имам купено одамна од Apple, iPad, од 2016 година, кој што до ден денеска работи затоа што е толку квалитетно направен тој таблет, што до денеска можеш да го користиш за разни намени. Нормално, нема доволно RAM меморија, нема доволно внатрешна меморија, значи не можеш да го користиш за сите работи кои што би требало денеска да се користи. Меѓутоа сакам да кажам дека тој таблет е толку добро направен што 10 години функционира без проблем. И батеријата му трае горе-доле, добро функционира, нема грешки, нема проблеми, оперативниот систем мутира. И би го споредил со таблети кои што ги имам купено претходно или кои што ги имам видено други луѓе да ги купат, кои што се поевтини за многу ефтини пари, например за 3000 денари и така натаму, кои што веќе не функционираат или очите ќе си ги извадиш од тој име лош екранот и така натаму, не можеш да прочиташ што пише на нив, додека да отворат веб страна им треба саат време. Токму тоа е цената на купувањето неквалитетно. И сега луѓето мислат, во ред, јас што сега ќе давам 200 евра за таблет од Apple, кога можам да дадам 3000 денари за некој си таму кој да е. Меѓутоа, тој ќе им се расипе за 9 месеци и ќе треба купат нов. И значи ќе дадат 6000 денари. Па и тој ќе им се расипе за 9 месеци и ќе треба купат нов. Па ќе дадат 9000 денари. И така натаму, и така натаму. И кога тогаш не само што се приближуваш до цената која што ја дал за поквалитетното нешто, туку и ја надминуваш после некој време. И тоа е скриената цена на купувањето ефтино, а не квалитетно. Така и со чорапи, така и со облека, така и со однесување, како што кажа свештеникот. Значи, ако се однесуваш неморално, ако се однесуваш недисциплинирано, ефектите на крајот, како кажам, трошоците кои што ќе треба да ги платиш на крајот ќе бидат повисоки, не пониски. Ти мислиш дека на краток рок штедиш, а на долг рок всушност губиш. И тоа го имаат сватено сите луѓе кои што се вистина насочени кон квалитет и вистина надпросечни. Значи не квази надпросечни, туку вистина надпросечни. Сега, има уште еден проблем тука што се јавува, тоа е глумењето на квалитет. Многу често ова се случува, например, со компании. Ама се случува и со луѓе, и со општества, и со заедници. Постојат компании кои што настапуваат на пазар и кои што настапуваат со максимум квалитет кој што може да го постигнат, прават многу квалитетен производ за надпреварувачка цена која што може да парира на другите производи на пазарот, и почнува таа компанија, тој бренд да станува познат, почнуваат луѓе се повеќе да го купуваат, затоа што нуди, да речеме, повисок квалитет за истата цена или пониска цена за истиот квалитет, сеедно, од споредбените производи. Меѓутоа со текот на време, од кога ќе си го востануват брендот, од кога ќе си востануват сликата за себе си, почнуваат да попуштаат на квалитет. И тоа се случува со многу компании. Тоа се случи со Dell, тоа се случи со Microsoft, тоа се случи со Седмица, тоа се случи со Западот како систем, тоа се случи со многу организации, компании, па и луѓе. Тоа се случува со луѓе кои што се нарцисоидни и, например, кога ќе почне врската, глумат совршени, глумат супер морални, глумат супер квалитетни, демек вежба, демек прават така натаму, се грижат за себе си, и кога ќе се востануваат во врската, кога ќе го условно речено намамат другиот, после тоа попуштаат. Се гледа дека не били навистина така, туку дека само глумеле за да сте стекнат со нешто. Тоа се случува и во духовноста. Оние квази духовници кои што имаат духовно его, кои што нашле начин како да ги заведат во наводници многу од тие кои што ги следат, а ни самите не стигнале до она кое што го проповедаат. Мислам дека свештеникот за ова ќе има повеќе да каже, и тоа што сакав да го кажеме дека постои лажен квалитет. И заради тоа е многу тешко да се одреди што е навистина квалитетно. Меѓутоа, ако сакате да
знаете што е навистина квалитетно, односно еден добар алгоритам или евристика за тоа што е квалитетно, е тоа кое што е далекосежно. Со свештеникот имавме еднашка дискусија пред неколку епизоди за далекосежноста, па далекосежноста е таа која што одредува што е квалитетно. Сакате во човечките односи или како што спомна свештеникот во љубовта. Значи човечките односи кои што траат, кои што се базираат и градат на доверба, кои што се базираат на долготрајност, се оние квалитетните. Оние кои што се базираат на краткотрајност се неквалитетните. Или семејството е низгенеративност, пренесување на себе си во следните генерации, кои што па треба да се пренесат во следните генерации до бесконечност. Тоа е долготрајност, тоа е далекосежност. Или челикот во некој авион, значи колку притисок ќе издржи, треба да издржи минимум 10 години. Или челикот во конструкцијата на некоја зграда, треба да издржи минимум 50 години и така натаму. Значи, далекосежноста, долготрајноста е тоа кое што во највеќето случаи кажува што е квалитетно, а што не. Свештениче, нешто да искоментираш околу? Апсолутно се согласувам со тебе. Сакав повеќе да кажам за оној лажен квалитет кој што ти го спомна, ако може. Како не може, мислам, идејата беше да им кажеме на луѓето, да им дадеме начин како да разпознаат лажен од вистински квалитет. Да. Па и во духовност. И па, најпрвен, јас би рекол дека онај лажен квалитет во обичниот живот, во материјалниот живот, јас би го нарекол перфекционизмот. Перфекционизмот е его маскирано како стандард. Тоа е еден начин на однесување кој што константно се споредува и константно бара да биде подобро од другите или подобро од нешто кое што е веќе установено, меѓутоа не со цел да создаде подобар продукт, туку има емоционална цел. Има цел да се издигне над другите, да се почувствува подобро. И тоа е его. Тоа е класично его и тоа не е вистински квалитет. Вистински квалитет е кога даваш од срце, кога создаваш за да има нешто создадено, за да биде добро тоа што го правиш. Меѓутоа, перфекционизам е кога одиш во детали, кога бараш влакно во јајцето што велат, само за да бидеш подобар од другите. На емоционално ниво, јас тука би ги спомнал овие новиве модернистички филозофии, како Волк, како феминистите, како не знам кои други. Сега веќе сите крајни левичари се такви. Значи имаат една морална супериорност и тоа е лажен квалитет. Они сметаат дека се морално издигнати над другите луѓе и дека тие се грижат за чувствата на сите луѓе и дека се инклузивни за све и така натака. Меѓутоа, тоа не само што не е вистина аргументативно, значи логично ниво, туку не е вистина ни на емоционално ниво, бидејќи тие тоа го прават за да се почувствуваат дека се морално супериорни. Тоа е она virtue сигнализирање на вредност, која што оние прават не со цел да им помогнат на мигрантите за кои што се грижат многу, туку за да покажат дека тие се грижливи луѓе, дека тие се луѓето кои што се грижат, кои што се емоционално зрели, емоционално прифатливи и така натака. И можеме да видиме дека тука се главно млади жени кои што бараат валидација и млади мажи кои што бараат валидација од овие другиве жени. Поженствени мажи. Женствени мажи. Баш така. Значи тука гледаме дека има голем збир, множество на луѓе кои што главна вредност во животот им е барање на внимание и барање на вредност. Да бидат видени, да бидат признаени, да бидат пофалени, другите дубаво да мислат за нив или да ги гледаат како врвни суштества и натака, кој што е психолошки проблем, реално, и пред се емоционален проблем. Меѓутоа, тоа е лажен квалитет. Моралната супериорност која што тие ја представуваат е лажен квалитет. На ниво на духовност можеме да видиме дека огромен процент, 95%, можеби јас прво мислев дека е многу помалце, меѓутоа сега гледам дека тоа е на стапица која што паѓаме сите, можеби, ретко кој не паѓа, а тоа е оној спиритуален елитизам или духовно его. И јас сум слушал гуруа во минатото кој што велат пазете се од тоа е најглавниот непријател и така натака, и сум си викал што е тоа толку страшно, зашто толку многу го сметаат дека е најголем непријател. Сега сваќам дека всушност спиритуалниот елитизам или духовното его било многу голема стапица, која што, мислам, ова го имам сватено веќе можеби повеќе години, меѓутоа тоа е стапица во која што паѓа секое его, бидејќи моментот кога ќе се воздигнеме малку духовно, кога ќе станеме свесни
дека ние не сме нашите мисли, нашите концепти, веднаш егото оди мета и вика, добро, тогаш јас сум оваа свесност. И сега кога ќе видиме други луѓе кои што исто така се свесни, полусвесни, несвесни, ние велиме, јас сум свесноста. Почнува да се идентификува со некој концепт за свесност, а не со самата свесност. И тоа многу му одговара на егото, тоа многу му дава, кој ти дава духовна екзалтираност, чувство дека ти си над другите, ама не на материјално ниво кое што некој може да те совлада, туку на духовно ниво каде што ти си несовладлив, ти си полубог што се вика. И од тоа ниво многу е убаво да се живее, многу убаво е на егото, многу му одговара да се гледа себе си како некој полубог, како нешто воздигнато во однос на другите луѓе, и кога ќе се сретнат такви спиритуални ега помеѓу себе, тие не гледаат да си бидат со присуство заедно еден со друг, да уживаат еден во друг, во присуството на еден меѓусебно, туку гледаат да се надмудрат, гледаат да си даваат совети, да се покаже кој повеќе знае и така натака. И тоа често го гледам, така да тоа е многу чест лажен квалитет во духовноста. Едноставно чисто оној култ на саморазвој, оние self-help junkie што ги викаат на англиски, зависни од саморазвој, од само напредување, лайф коучови кои што тој не дава вистинска вредност во човекот на другиот, туку само некоја лажна минлива мотивација која што не ја дава само за пари, за да земе пари од тој другиот човек, туку исто така го прави за да се почувствува дека тој знае, дека е посилен човек, повреден, лайф коуч, кај многу луѓе веќе значи јас сум се реализирал себе си, јас знам кој сум, сега ќе ве учам вас. Тоа е една емоционална стапица исто така која што паѓаат луѓето. Меѓутоа, лакмус тест е кога ќе видиш дека тој квалитет создава напнатост. Ако ти создава напнатост, кај самиот човек, ако создава борба, ако ти сака да се рва со тебе, да се бори за да ти докаже дека е во право, тоа е лажен квалитет. Ако создава мир, ако создава отвореност кон тебе, тоа е вистински квалитет. Ако нема борба, тоа е вистински квалитет. Создава мир. Јас би сакал да преминам кон она психолошко ниво на квалитет, доколку ти, процесоре, немаш нешто да додадеш. Да, сакав една многу кратка работа да спомнам. Може би не треба целосно негативно да го гледаме духовното его, барем мене ми изгледа дека тоа е едноставно неминовен чекор кон вистинската духовност или вистинското просветлување и дека мора да се помине. Впрочем, и претходно сме дискутирале околу психолошкиот модел на будистите кој што вели, нели, од непостоење настанало нешто и сега тоа треба да се изгради како его, па тек потоа да се напушти како его. И дури го гледам духовното его како еден вид на надградба на претходно настанатото его, надградба со духовноста, меѓутоа се пикнала чивијата, се пикнал вирусот во наводници на духовност и ако не се заглави во духовното его, во таа состојба, каде што ќе настане стагнација, духовна стагнација, може да се надмине и може да се напредува понатаму. И мислам дека заради тоа и предупредуваат вистинските духовници на духовното его, затоа што може да направи стагнација, може да се заглавиш во него. Меѓутоа, ако не се заглавиш, ако почнеш да се помируваш со аспектот дека веројатно имаш духовно его, најверојатно, и дека ти смета во твојот духовен напредок, и да откриеш како е тоа, и да почнеш да го напушташ и така натаму, може да се напушти и ќе биде неминовен чекор, затоа што мислам дека во повеќето случаи практично невозможно ти од его да скокнеш директно во просветленост. Тоа треба ептен нешто да се случи кој што ќе те извади од колосек, некоја трагедија огромна, па нели да ти предизвика преголемо страдање, да немаш време да го развиеш духовното его. Меѓутоа, во повеќето случаи оние кои што работат на саморабота, на подобрување, на духовност, на нели медитации, молитви и така натаму, ова е процес кој што треба да се помине, мислам дека. Да, се согласувам со тоа што духовното его, духовниот елитизам може да биде многу голема опасност, може да создаде многу штета, така да, иако може да го гледаме како некоја подобреност во однос на материјалното его, во однос на оној перфекционизам кој што спомнав претходно, сепак може да создаде дури поголема штета од него, бидејќи во тој момент луѓето се гледаат себе си како полубогови, се гледаат како звишени и тоа е рецепт за големи страдања. Знаеш, тоа е слично како и со луѓето со
кога имаат откриено јадреното со нуклеарната енергија. Можеш да ја користиш за многу ефтина чиста енергија, а можеш да користиш за нуклеарни бомби. Па да. Значи, со секоја поголема моќ и способност доаѓа и потенцијалот за поголема штета, меѓутоа доаѓа и потенцијалот за поголема добрина, благосостојба. Да, се согласувам тотално. И сега претходно зборував за човечки квалитет севкупен, кога ги кажував кога ги спомнав тие 4 столба или 4 мерки за квалитет, стандарди, кои што секој човек ги има горе или доле, како што кажа ти, твоите се различни, меѓутоа ако сигурен сум дека ако земеш да ги анализираш, јас имам читано малце од тој твојот прирачник и можам да видам дека тие се согласуваат, иако не се исто напишани, исто кажани. Меѓутоа, кај секој интелигентен човек, кај секој човек кој што е доволно свесен бил за да види кои му се главните аспекти во својот живот, ќе види дека тоа е тоа, всушност. Не може многу да се шета надвор од тоа. Меѓутоа, ако влеземе подлабоко на психолошко ниво, ќе видиме дека тука квалитетот има своја некоја динамика. Пред се, психолошки квалитетен човек е човек кој што е усогласен помеѓу она што го зборува и она што го прави. Всушност и не само тоа, она што го мисли и она што го збори и она што го прави. Значи мисла, збори, дел. Човек кој што не е способен да одржи константност во своите мисли, зборови и дела, тој е човек кој што не е доволно квалитетен. Значи тој нема внатрешен стандард, реагира компромисно сам со себе, се продава ефтино и така натака. Значи лажлив е. Многу луѓе, ниеден човек не е совршен во однос на оваа усогласеност, нормално, меѓутоа колку повеќе си усогласен, толку си по-психолошки квалитетен. И втор аспект на психолошката квалитетност е онаа способност да се издржи фрустрација без да се деградира однесувањето. Значи да не реагираш импулсивно, да исто така да знаеш кога да кажеш не, че не е само да бидеш јесмен и да ќутиш цело време и да прифаќаш се што ти е кажано, ниту пак да бидеш некој фрустриран човек кој што избувнува кога работите не одат по него. Че колку повеќе избувнуваш или колку повеќе потиснуваш во себе, толку си психолошки неквалитетен. Квалитетот лежи во тоа да ја гледаш предизвикот и стоички да се соочиш со него, без фрустрација. Да не, тоест може да има фрустрација и колку повеќе фрустрација толку подобро, меѓутоа без деградација на однесувањето, без тоа да ја изгубиш својот мир, својата центрираност, својот фокус во тој момент. Она што го видов од мојата авантура на Твитер, видов дека на секој мал аргумент што не се согласува со нивните аспекти на размислување, со нивниот начин на размислување, тие веднаш го деградираат своето однесување. Веднаш се оди, значи нема ни скалило, туку веднаш се оди до 10, веднаш се оди до навреди, напади и така натака, бидејќи тука не им трпи психата. Значи не може да издржи психата нешто да биде поразлично од неговото размислување. Без разлика колку е тоа концептуално или апстрактно. Меѓутоа, исто така, можеби важен аспект за психолошкиот квалитет е колку повеќе живееме, колку помалку живееме со внатрешниот шум. Колку повеќе еден човек е изгубен во своите мисли и ги премислува работите, е овертинкер, тоа не значи дека тој човек е поинтелигентен. Ние гледаме многу психолози, јас сум константно обкружен со такви врвни психолози кои што имаат своји мислења, своји откритија и така натака, и тие секогаш многу често сакаат да го представат овертинкингот како голема интелигенција, како голема способност на умот, високо IQ и така натака. Меѓутоа јас не се согласувам со тоа. Овертинкингот е одлика на несмирен ум, на неквалитетен ум, бидејќи тој бесне и произведува повеќе него што тебе ти е доволно. Да речеме твојата рака. Ако твојата рака има многу силни мускули, ќе речеш ти да, добра е, квалитетна е. Меѓутоа ако таа цело време се тресе, има Паркинсонова и покрај своите мускули, таа не е квалитетна. Ти ќе речеш да, ама многу е силна и така натака, таа дури мрда повеќе него што јас ја контролирам. Да, ама тоа е лошо. Е така и со твојот ум. Без разлика колку тоа е одлика на интелигенција или што и да е, тоа е неквалитетен ум. Ум кој што размислува премногу повеќе него што е потребно. И затоа нивото на внатрешен шум е обратно пропорционално со квалитетната психа. Колку потивко е, колку
лесно можеш да го стишиш и да му кажеш добро, доволно, одлучив и сега веќе не мислам на тоа, туку твојата психа е по-квалитетна и посовршена. А тоа се добива со медитација. Тоа се постигнува со медитација и со прекинување своите мисли. Сеќавам, че јас во склоп на ова ќе дадам два цитата тука, во однос на последно што го кажа, вика вака: идиотот се воодушевува од сложеноста, гениалецот се восхитува од едноставноста. Дейвис Тери. И од Менкен вика: честа е просто моралноста на супериорните луѓе. Значи, кажа многу добри точки, се надам дека ќе ми текнат сите, затоа што ги држам во главата, од преска сакам да искоментирам нив, затоа што се многу добри. Првото што го кажа е она околу поклопувањето на однесувањето во однос на мислите, во однос на внатрешната состојба и надворешната, нели, она што се случува во материјалниот свет, кај луѓето, и дека оној човек кој што се однесува, кој што, како кажам, соодветно на тоа што изјавува дека е и на тоа што мисли дека е и верува дека е, тој човек е квалитетен. И колку по се поклопува овие работи, колку повеќе се поклопуваат меѓу себе, толку по-квалитетен човек, и тој има многу голема вистина. Ова всушност многу добро се надоврсува на оно што сакав да го разговарам од аспект на поимот за верност, fidelиtas на латински, кој што значи поклопување. Верност значи поклопување во однос на некаков стандард, во однос на нешто што е договорено или нешто што е очекувано, што и да е. Дали е верно на оригиналот, или е верно во однос на бракот, или е верно во однос на не знам што, во однос на стандард некој. Тоа е се верност, тоа е се fidelиtas. Дали е верно во однос на репроизводство на звук или видео, нели имаме high fidelity, например, во аудиосистемите. Тоа повторно е истата работа. И верноста, всушност, во својата суштина, е предвидливост. Предвидливост во однос на како ќе испадне нешто на крајот. Ако се работи за човек, е предвидливост во однос на неговото однесување, предвидливост во однос на неговите верувања и оние работи кои што ги изјавува јавно, или кои што само во однос на сам себе си, предвидливост во однос на она во кое што верувам како човек. Ако верувам дека сум морален, например, или не знам што, тоа значи дека во повеќето случаи, во највеќето случаи ќе се однесувам како што таа моралност изискува. А не дека ќе си правам компромиси, не дека ќе си правам рационализации. Па добро, заради ова не го направив, ова добро, заради ова не го направив, тоа и така натаму. Значи, токму тоа е верноста, fidelиtas. И тоа се поклопува со тоа што го кажа ти. Поклопувањето помеѓу однесувањата, помеѓу верувањата и помеѓу, нели, мислите за тоа какви сме. И тој човек е поквалитетен. Тој што е поверен во однос на овие работи е поквалитетен. Другата работа која што сакам да искоментираме во однос на оно што го кажа тој вториот психолошки аспект на способноста да се трпи фрустрација без пад на квалитет во однесувањето. Тоа е многу добра поента. Всушност, тука има можеби и тактички и стратешки аспекти. Можеби стратешките аспекти е да знаеш кај те е границата на фрустрација, затоа што никој нема бесконечна, можеби, граница за фрустрација, или никој во редовното однесување, можеби тој што е просветлен има бесконечна трпение за фрустрација, меѓутоа, ете, да речеме дека тоа е идеалната состојба, Буда е идеалната состојба, Исус е идеалната состојба. Од стратешки аспект, можеби треба да знаеш до кај те е границата, за да постигнеш нешто, меѓутоа, да работиш постојано да ја зголемиш границата, да ја дигнеш, значи да го дигнеш нивото, стандардот, однос на кој работиш, стандардот за фрустрација, а колку е повисок стандардот на трпење на твоите внатрешни фрустрации, толку подолго и во повеќе случаи ќе можеш да се однесуваш како што треба во одредените ситуации без да ти падне квалитетот. Значи, без да има деградација во однесувањето, како што кажа ти. И секако дека ова се поклопува со сите работи кои ги зборуваме како квалитет. Значи, квалитетниот човек е оној кој што успел да ги дигне стандардите за трпење на фрустрација со цел да постигне некаква си крајна состојба која што е посакувана, поквалитетна, барана и така натаму. Па така и во духовноста, ако имаш фрустрации, едноставно треба да ги надминеш. Лесно се каже едноставно, меѓутоа тоа е начинот. Или ова често го имам дискутирано дека страдањето е она кое што не расте духовно и дека страдањето треба да го видиме како алатка, а не како нешто што треба да се избегнува. Луѓето кои што се на понизоко ниво на духовен развиток бегаат од страдањето, од заслуженото страдање, од соодветното страдање. Значи не безврска страдање, не за глупости страдање, меѓутоа од заслуженото страдање бегаат. А луѓето кои што како што се качуваат во квалитет на духовност, се повеќе сваќаат дека страдањето не само што не треба да се избегнува, туку понекогаш и да се
условно речено во наводници, да се заљубиш во него, и тоа е суштината на она Амор Фати што го дискутирав претходно во нашата епизода за Амор Фати. И последната работа што сакам да искоментираме околу Твитер ескалацијата што ја спомна. Всушност, неспособноста да се истрпи фрустрацијата од различното мислење, повторно е истата работа. Повторно е работа на пониско ниво на развиток духовна, кое што не може да се носи со нешто кое што не се поклопува. Дека мора апсолутно да се согласуваат сите со тоа. И ова е онаа морална супериорност која што ја осеќаат крајните левичари, Волк, Мок, тие што си го исполнат. Практично, тој баш и преска сакав да го искоментирам. Кој е апсурдо да треба сите мислења да имаме трпение спрема сите мислења, да ги примиме, да ги разгледуваме, ама сите што не се поклопуваат со ова се нацисти и треба да ги тепаме и да ги убиваме. Значи, тој таков еден логички апсурд и глупост, кој што очигледно е дека не го гледаат истите, што веројатно само преку вистинските ефекти во материјалниот свет ќе можат тие работи се надминат, затоа што тие луѓе се едноставно запоседнати од таквите вируси. Тие се умствени вируси кои што ги прават да не размислуваат логичко. Да оптимизираат рационално на микрониво, меѓутоа на макрониво да имаат утната логика, да не можат да се носат со вистинските последици во светот. И всушност нашата дебата со Марија Арсенкова, целта и беше да покажеме, па и со Паша, нели? Целта беше да покажеме дека можеш да дискутираш со оние со кои што не се согласуваш, а да се насочиш кон вистината и да постигнеш подобар резултат на крајот и да ги издржиш фрустрациите, затоа што секој кој што дискутира со некој со кој што не се согласува, знаеш, ти во главата имаш едни работи кои што ги гледаш, човекот од другата страна има други работи кои што ги гледа на друг начин. Има фрустрација тука кога не те сваќа или се обидаш да објасниш или не можеш да се објасниш зашто немаш време и не си докажал, не ти текнал и така натаму. Способноста да се издржи таа фрустрација за на крајот да дојдеш до вистината е способноста на оној вистински надконцептуален и поквалитетен човек. И заради тоа со свештеникот постојано говориме околу надконцептуалноста. Надконцептуалноста е првиот чекор кон напуштање на егото и неговото врзување со концептите. Неговото врзување со твоите идеи, со твоите мисли и мислењето, односно убедувањето дека твоите мисли си ти. И ако некој ги напаѓа, практично те напаѓа тебе и ти треба да се браниш редносно. Кога ќе почнеш да го напушташ тоа, ќе почнеш да ги гледаш другите перспективи и кога ќе развиеш таа способност да ги гледаш другите перспективи, практично самата фрустрација со гледањето на другите перспективи ќе падне. Апсолутно се согласувам. Всушност, на духовно ниво и на надконцептуално ниво, веќе квалитетот не е дали нешто е ефикасно, туку дали нешто е вистина. Многу духовници кои ќе ги прашаат што е духовност, они велат, па дали нешто е исправно. Меѓутоа, сметам дека оно што сакаат да кажат е дали е вистина. Бидејќи исправно и вистина се многу слични поими. Всушност, духовноста, а и надконцептуалноста како нејзин мост, како мост до врвната духовност и врвниот холизам, да речеме, е функционирање каде што ти си усогласен со реалност. Ти ја живееш вистината. Значи, тоа е една природна последица. Тоа не е нешто кое што ти се трудиш да го направиш, туку ти во својот ум веќе имаш вистината во се. Веќе имаш постигнато врвот. Врвот е тишината. Врвот е она што е, реалност. Значи, врвот не е нешто, на духовно ниво, врвот не е нешто кое што ти треба да го постигнеш. Тоа е со така една голема стапица која што многу лажно духовни луѓе сметаат, тоа е мускул, па сега јас треба да медитирам 5 сати, 6 сати, 20 сати и еден ден, мојот мускул ќе биде толку силен што јас ќе постигнам духовноста или ќе се просветлам и така натака. Тоа е начин на материјален начин на размислување, световен начин на размислување и може да ти помогне во некои аспекти, меѓутоа не во она најважното, тоа е идентификација со вистината. Идентификација со вистината, единствено нешто што ти помага е да разбереш сега, во овој момент, дека ти си реалноста. Тоа е момент на отпуштање, не е момент на активност, на ритуал, на садана, на седиме, вежбаме, правиме нешто и ќе се постигне тоа. Не е тоа начин. Начинот е во овој момент да сватиш дека ти си реалноста. Сега од кога тоа веќе го сватиш, сега веќе можеш да правиш одредена садана, одредени вежби, каде што
умот го тренираш да биде усогласен со тоа. Тоа е во ред, тоа е сосема, ама не да ги правиш вежбите за да стигнеш до реализацијата. Не можеш да стигнеш. Зашто колку повеќе ги правиш, толку повеќе ќе бидеш идентификуван со самите вежби. Мислиш дека тие се патот, а тие не се патот. Тие се начин на кој што ги тргаш оние пречки и останува само реалност. Да, накратко само да искоментирам, како што кажете, не можеш да стигнеш затоа што не е тоа нешто што може да се стигне. Тоа веќе постои, само треба да се сетиш на тоа. Треба да напушташ. Да, апсолутно. Тоа е во овој момент, не е нешто што треба да додадеш, туку е нешто кое што ти помага да напуштиш. Меѓутоа, ако не го гледаш на тој начин, можеш да вежбаш стотици години, десетици години за џабе. Бидејќи ти мислиш дека нешто треба да дојде. А не треба ништо да дојде, туку само треба да нема ништо. Кога нема ништо, останува реалноста, останува само тоа што е вистински, од тука веќе се живее надконцептуално. Тоа е веќе врвниот квалитет. Врвниот квалитет е ништо. Всушност не е ништо, туку е реалноста, она што е, постоењето. И сега од тука ти живееш во една состојба, живееш како вистината, ти си вистината. И секоја твоја постапка, секоја твоја мисла произлегува од таа тишина, произлегува од таа вистина. Тоа е квалитетот во однос на надконцептуалноста и во однос на духовност. Колку повеќе живееш спротивно на вистината, на надконцептуално ниво ти си по-неквалитетен. На материјално ниво може да речеш овој концепт е важен, вака треба да правам, ова треба да го направам за повеќе пари ми се важни за да бидам квалитетен или повеќе да бидам физички убав или што и да е. Меѓутоа на надконцептуално ниво ти си веќе совршен. Се што треба да правиш е да ја одржиш таа совршеност. И одржување на таа совршеност може да биде преку правење пари, преку станување поубав, по фит или што и да е, наоѓање жена, деца, купување куќа, што и да е, кола. Меѓутоа, тоа веќе не е нешто кое што го додаваш сам на себе. Туку е одржување на состојбата, одржување или манифестација на внатрешната реалност, на внатрешната вистина. Колата веќе ја имаш, само се манифестира сега. Сметаш дека има потреба и се манифестира, а не е тоа нешто кое што тебе ќе ти даде вредност. Вредноста веќе ја имаш. Ти си веќе врвно квалитетен. Само сега треба да го само одреден аспект од својата квалитетност ја манифестираш. Ете, тоа е надконцептуалниот начин на гледање на квалитетот. Значи, практично, работите кои што потоа ги остваруваш се позитивните нус производи на она што си. Да, е баш така, убаво кажам. Точно така. И дури во минатото постоело еден вид на она што се подразбирало пред благородност, се подразбирало дека ти си станал богат материјално заради тоа што прво си бил богат духовно и душевно. Дека си бил богоугоден, дека си бил дисциплиниран, дека си бил работлив, дека си бил приземен, умерен и заради тоа си станал богат. И заради тоа си станал благороден. И од таму си го добил богатството. И всушност, ако ги следиме нели J.D. Unwin и оние сите други кои што ги дискутиравме претходно, или еве спирална динамика во сината фаза, кога настанува силна јавна моралност и пренасочување на, односно канализирање на нагоните кон создавање на материјални нешта, заради силната моралност, заради силната дисциплинираност, се создава материјално богатство како ефект. И токму тоа е благородност. Благородноста е душевен квалитет. Не е колку пари имаш, дали имаш сребрени лажици, или дали имаш, не знам, Chrysler, дали возиш така натаму. Тие се сите нус производ на твојата внатрешна благородност. И треба да се. Оној кој што ги стекнал овие работи без да биде внатрешно благороден и созрен, е оној кој што го гледаме кисело. Значи го гледаме како да ги украл тие работи, како да не ги заслужил соодветно на неговите квалитети. Сега да искоментирам уште една работа, многу добра работа кажа, а тоа е ги спомна дека многу духовници кажуваат дека да бидеш квалитетен човек е да живееш исправно, а всушност ти кажа дека тоа е всушност да имаш добар однос со вистината, со стварност. И кажа дека тие се поврзани поими, јас сакам да кажам дека не само што се поврзани поими, туку исправното живење апсолутно зависи од вистината. Апсолутно зависи од вистината. Значи, поклопеноста со стварноста ја кажува и укажува како е исправното живење. И во моралот, и во духовноста, и во многу други аспекти. И не само што тие се поврзани поими, туку исправноста потекнува од вистината. Колку по, значи, како кажам, изникнува од нејзе. Колку
повеќе си поклопен со стварноста, толку поисправно живееш. Или обратно. Колку повеќе бегаш од стварноста, колку повеќе абстрахираш, колку повеќе закопуваш работи под тепих, толку по-неисправно живееш, толку повеќе ќе страдаш. Страданието всушност ти укажува дека не живееш во поклопување со стварноста. Страданието е алатката која што ни укажува кога грешиме. Заради тоа имаме и греф. Греф всушност значењето на зборот греф е грешка. Ти грешиш во однос на стварноста, грешиш во однос на Бог. И уште една работа сакав да искоментирам околу она што го кажа за апсурдноста на духовноста и медитацијата, а тоа е дека јас ова го увидов пред едно 10 години, кога почнав редовно да медитирам, а тоа е дека сватив тогаш, имав откровение, дека медитацијата не е нешто што можеш да го, што треба го постигнеш, не одиш ти никаде, не е ќе медитирам и ќе постигнам ова. Напротив, треба да медитираш безцелно. Буквално безцелно, така седам и медитирам и тоа е. 25 минути или колку и да е, медитирам. И нема цел, нема каде одиш. И со тоа сваќаш дека медитацијата ти овозможува да напушташ работа, да ги напушташ оние слоеви кои што те замајуваат за стварност, кои што те отргнуваат од стварноста и те абстрахираат. Всушност преку медитацијата почнуваш да го следиш моментот, почнуваш да се потсеќаш дека треба да живееш во секој момент, каква што е стварноста, и тоа е патот кон духовност, тоа е патот кон просветлувањето. Не сакам да кажам дека сум супер просветлен, не знам што, дека сум некаков гуру или не знам што, да не ме сватат погрешно луѓето, меѓутоа ова сите работи кои што ги говорам сега се мои откровени. Значи, може би да не се вистина, меѓутоа мене така ми се појавиле. И да го вратиме назад во однос на квалитетот, значи квалитетот во духовноста е всушност апсурдно нешто, за разлика од материјалниот свет, квалитетот во духовниот свет е напуштање. Колку повеќе напушташ, колку повеќе живееш во моментот, колку помалку живееш во апстракции и во мисли, толку твојот дух достигнува поквалитетни ниво. И тука мислам дека може да заокружиме денешната епизода. Мислам дека многу добро поминавме не само материјалните и техничките аспекти на квалитетот, туку и духовни аспекти, психолошки аспекти, за да увидат нашите следачи дека всушност постојат различни аспекти, некогаш на различен начин се остваруваат, оние што се материјални, оние што се духовни, на различен начин се остваруваат, меѓутоа квалитетот е повторно истата работа. Квалитетот е поклопување во однос на некаква идеална состојба или стандард. Начинот на кој што се остварува е различен, меѓутоа е тоа во неговата суштина. Кажавме неколку примери во технички области, општествени области. Тие за биологија и генетика не ги спомнав, може во некоја друга епизода. За морал и етика кажавме, за естетика, за меѓународната организација на стандарди. Ја кажавме поврзаноста со верноста, поврзаноста со етиката, кои што слични со поврзаноста со правото. Исто така кажавме во однос на психолошките аспекти, дека има неколку квалитети со кои се одликува квалитетниот човек од психолошки аспект, а тоа е првиот што го кажа свештеникот е поклопување помеѓу неговите мисли, убедување, верување и однесување, внатрешно и надворешно. А вториот аспект е способноста да се издржи фрустрација без пад на квалитетот во однесувањето. Исто така ги спомнавме духовните ега, ги спомнавме лажните квалитети луѓе кои што се прикажуваат така, всушност не се или не знаат дека се докај постигнале. Зашто може би некој човек е убеден во тоа, меѓутоа во суштината не напредувал доволно или мисли дека е просветлена, всушност има уште за работење. И така натаму. Значи ова беше едно кратко сиже на денешна епизода. Последната работа која што ќе ви спомнам е дека еден од начините како да утврдите дали нешто е квалитетно е дали стреми кон бесконечноста. И колку. Колку е далекосежно, колку е долготрајно. Колку е подолготрајно, колку е подалекосежно, дали од аспект на вредности, долготрајни вредности или безвремени вредности, или градба која што цели да трае 100 години, 500 години, колку подолго цели, толку е по квалитет. Тоа е сижето, а сега одиме со практични и прагматични совети. Секогаш треба да запамтиш дека квалитетот се гради секојдневно, се гради невидливо, не се гради со аплауз, не се гради со валидација од другите луѓе. Тоа е еден прагматичен совет, а практично секогаш запрашај се дали ова што го правиме е усогласен. Не се прашувај себе си дали е доволно добро, туку прашај се дали е усогласен. И во секојдневието, ако сакаш да бидеш поквалитетен пред се самиот за себе и за она што е вистина, труди се да збориш помалку, ама да ја кажеш многу повеќе вистината, че труди се да кажеш вистината и ако нешто е надвор од вистината, не го кажувај. Сите
постапки кои што ги имаш, обиди се да бидат подлабоки, темелни, а не да бидат многу постапки. Значи, жртвувај го квантитетот за квалитет. Исто така, кога ветуваш нешто, мора да го исполни. Ама тоа не значи дека треба цело време да ветуваш, што тоа е одговорност. Значи, секогаш жртвувај квантитет за квалитет, за да бидеш квалитетен. И би сакал да додам само еден последен совет, а тоа е: запомнете дека вистинскиот надпревар во наводници е секогаш сам со себе. Никогаш со други и никогаш со ништо надвор. Ништо не е поблагородно, подостојно, неголи верноста. Верноста и вистината се најсветите квалитети и способности на човековиот ум. Цицерон.